сестри, еве полека дојдовме до 7-та станица, би рекле. Почнавме минатата недела во сабота навечер и сега доаѓаме до темата, една од најубавите, најрадосната тема во Библијата е Христовото воскресение и најавата дека тој повторно ќе се врати на оваа земја. Сеќавате во првото предавање зборувавме за неговото прво доаѓање, за неговото раѓање, под какви услови тој се родил, како пророштвата едно по едно полека се исполнувале. Но Исус го најавил и неговото второ доаѓање. Ние вечера ќе се допреме до оваа тема и утре навечер ќе биде кулминација на оваа размислување, нова серија постапките на Исуса Христа. Значи вечера ќе отидеме до еден затворен гроб. Гроб кој имал голем камен. 4 мажи, силни, јаки, морале да го турнат тој камен. Тој бил како тркалезен камен и се ставал пред секоја гробница. Замислете, Исус бил ставен, погребан во таква гробница. Тогаш, во тоа време на исток, имале луѓето приватни гробници. Исус немал гробница. И ова било по замена, знаеме, вели Библијата. Меѓутоа, подоцна ќе видиме тој гроб или таа гробница била запечатена со сите печати во тоа време, со сите стражари, со сета војска, бидејќи постоело размислување и верување дека можно учениците да го крадат. Кои ученици? Оние плашливците, оние кои се сокриле, оние кои бегале таму, кои се откажале од Христа. Гледате луѓето што размислувале, ќе дојдат учениците, тоа е таа лага пуштена во народот, да војниците посведочат, но за тоа малце подоцна ќе кажеме. Значи вечера ќе зборуваме за тој затворен гроб, но гроб кој ќе биде и отворен. Ќе зборуваме и за Христовото повторно доаѓање. Ајде на почетокот, како и секоја вечер, ќе кажем еден пример. Еден татко патувал со својот син со неговиот автомобил. Синот седел позади, на задните седишта, бидејќи било спарно, доста жешко, го отворил прозорецот и во тој миг влегла една пчела. Почнала пчелата да лети внатре во автомобилот, а момчето било алергично на убот на пчели. Почнало да плаче и рекло: тато, што ќе правиме сега? Меѓутоа таткото, спретен човек, ја фатил пчелата во својата рака. И пчелата веќе го убила таткото во раката. И еве татковата рака, тука е пчелата и му вели таткото на синот: сине, сега можеш да бидеш спокоен. Осилото на пчелата е во мојата рака. А синот рекол: ти благодарам многу, тато. И во следниот момент, како што реков, ја отворил раката и ја пуштил пчелата, односно пак летела пчелата малку внатре во автомобилот, но сега била безопасна, бидејќи усилото било ставено во раката на таткото. Драги браќи и сестри, всушност и ние ќе зборуваме за тоа осило, што Исус го осетил осилото врз својот живот и тој ќе умре и со тоа смрт негова тој ќе го победи големиот човечки и Божи непријател сатаната. Ајде во мислите да се префрлиме и да отидеме, значи, таму на Голгота. Веќе синоќа рековме дека Голгота е место кај што ги распливале римјаните своите противници, своите непријатели. Тоа било место на черепи, место на коски, кај што навистина десетици луѓе биле таму распнувани. Така да, еве, ќе се префрлиме горе на тој рид, кај што ќе ги видиме тие 3 крста. Овде се римските војници кои педантно извршувале наредбата на нивните предпоставени. Христос се уште бил заточен. Би рекли, Христос се уште бил затворен во тој гроб. Не постоела сила човечка која можела да влезе внатре. Камоли тие уплашени 12 ученици, едниот веќе знаеме се обесил Јуда. Но како е да е, ние вечера ќе видиме што ќе се случи. Римскиот печат се уште не бил гибнат. Знаете, порано пакетите кога праќавме во пошта во Мукриево, црвен восок, сеќавате, се удара печат и тука е врвцата и во војска се праќат пакети на синовите кои служиле војска. Замислете, тој печат се уште може бил свеж.
ударен печат од страна на Пилата, дадено е согласност и никој не може да влезе внатре. Римскиот печат, значи, се уште не бил дигнат. Римските војници биле на стража кај гробот, но гробот имал и невидливи стражари. Сатаната, сите демони што ги имал, може би били тука на тој рид. Може би тие седеле на каменот и тие тука чувале стража, да не дојдат учениците да го изведат, да го украдат телото на Исуса Христа. Но овде имало и други стражари. Тука биле небесните ангели. И ние сега ќе видиме што ќе се случи. Ево прилика како изгледа тоа. Тука се ги римските стражари. Големиот камен е ставен. Треба сила, јаки мажи да го турнат тој камен. Меѓутоа, интересно, само ќе дојде еден Божи ангел. Доволно ќе биде сите да попаѓат како мртви, вели Библијата. Доволно само еден Божи ангел да дојде и да ја заврши својата задача. Додека демоните тука седеле околу и си рекли сега е наш. Сатаната ликувал. Сатаната славе, би рекол, зашто Исус е мртов, планот е веќе пореметен. Ти така размислувале, меѓутоа Бог имал план да Исус воскресне. Божиот ангел, ево го овде, Гавриил доаѓа. И ете, стана голем земјотрес, зашто Господовиот ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. Ајде сега, додека тие демони седеле, кога се покаже и Божиот ангел, тој како слана наутро, кога има рано, а кога ќе се покаже сонцето, сланата се претвара во капки вода. Ја нема. Сите демони сатански исчезнале. Таа елитна војска, гардата на Пилата, која била поставена овде, попаѓале како круши, би рекла. Едноставно, полумртви, нема никој. И Гавриил го трга каменот. Читаме понатаму, а лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него стражарите трепереа и станаа како мртви. Ова извештај што може го читате и вие во Матеј 28 глава. Почетните текстови. Наистина, Божјата сила излиена или изнесена преку овој ангел е доказ дека Бог не го заборава Исуса во гробот. Бог нема да не заборави и нас, почитувани, ниту нашите мили драги, кои сега може би се покојни. Може би ќе дојде ден кога ние ќе заминеме таму кај што се нашите предци. Меѓутоа, Бог нема да ги заборави своите. Бог не го заборава Исуса Христа. Тој еден дел од неговата мисија на ова земја веќе завршил. Земјата се затресала. Силите на злото побегнале. Римските војници гледале во ангелите како го тргаат каменот. Од влезот на гробницата како да се работело за некое каменче. Потоа слушнали како ангелот зборува: Сине Божи, излези надвор, твојот татко те вика. Ние синоќа зборувавме или пресиноќа кога Лазар беше воскреснат, кога Исус рече: Лазаре, излези. Не рече: Лазаре, слегни од озгор од небото. Ангел вели: излези. Бидејќи Исус е тука во гробот, погребан во петок, цел ден бил тука на крстот, умира некаде пред зависонце, некаде во 3 часот, погребан е пред да дојде сабот, односно да настапи саботниот ден, цел ден во сабот е во гробот и вели Библијата наутро Исус во недела, во првиот ден на седмицата воскреснал. Го видел Исуса како излегува од гробот и слушнале како изјавува оној победоносен вослик: Јас сум воскресение и живот. Јован ќе запише Богослов во првата глава Откровение, таму ќе напише дека Исус ќе изјави: Јас сум патот и вистината, односно јас ги имам клучевите од адот, од гробот и од смрт. Кој може од нас такво нешто да каже? Кој нас може да подпише бланко некоја потврда дека ние сме воскресени и живот? Никој од нас. Учениците виделе двајцата, Петар и Јован, и поверувале. И сега таа вест тие враќаат назад.
односно се враќаат назад меѓу своите колеги да каже дека навистина жените биле во право, дека Исус го нема. И сега уште еден проблем за нив. Може би сега кој ќе разбере Пилат и останатите свештеници, зашто свештениците индиректно го расправа Исуса. Тие сведочиле лажно. Тие го однеле фактички на крст. Римјаните само биле извршители. И сега се уплашиле, немој сега да дојдат римските војници по нив и тие да бидат фатени. Еве неколку фотографии кај што како изгледат гробниците во тоа време. Значи, тоа се уклесани гробници. Еве, денеска ваква вратата, кај што се влегува наводно таа е од времето на Исус Христос, но како е да е, тоа е само слика да се ние подсетиме како тоа изгледало. Еве, кога влегле двајцата ученици, Петар и Јован натре, тука Исусовото тело лежало, тука го погребале, но кога воскреснал, тој заминал, но крпите, гледате како биле сложени. И тоа било знак, дека навистина Исус воскреснал. Во старо време, на исток, ако ти дојдат гости дома, секој добива крпа, како и денеска, знаете, во некои семејства се дава крпа на гостинот, да не се покапи и така натаму. Во тоа време им бил обичај. Ако некој после оброкот едноставно ја фрли крпата згужвана, значи тој веќе завршил со оброкот и нема намера повторно да се врати назад. Но ако некој ја здипил уредно крпата и ја ставил на страна, тоа било знак дека повторно ќе се врати. Или пак во хотел, во соба кај што спиет. Значи, ако постелината е згужвана и фрлена на страна, тоа е знак дека гостинот повеќе не се враќа. Но ако е здиплена, значи намера е на гостинот повторно да дојде и да спие во тој кревет. Тоа бил обичај, значи како еден вид знак за домакините преку овие крпи, кога е згужвана и кога е здиплена. Ова сега нешто ни укажува. Ова ни укажува, Исус какви знаци ни давал. Крпата е здиплена. Тоа значи дека тој еден дел од својата служба е завршил, но повторно ќе дојде. Исус преку оваа крпа најавил второ доаѓање, неговото доаѓање од небото. Значи еден дел од неговата мисија тој завршил, но повторно ќе дојде. Тоа Петар го разбрал и го пренел на своите колеги. И сега недела наутро доаѓаат жените, Марија, плачејќи, го бара Христовото тело. А Марија стоеше надвор, при гробот и плачеше. Така додека плачеше, погледнало гробот и виде два ангела кои седеа во бели облеки таму каде што лежеше Исусовото тело. Исуса го нема. Гробот е празен. И онака биле натажени жените и останатите Христови следбеници, а секој кога виделе внатре дека гробот е празен, уште повеќе жалоста ги оптеретела или ги исполнила нивните мисли. Ангелот вели Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот кај нос. Значи тука, кај што Исус лежал, ангелите стоеле. И жената вели, односно ангел вели, жено, зошто плачеш? Им рече, го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Гледате, кога ние сме оптеретени со грижи, со проблеми, ние ги гледаме убавите работи. Жената не видела ангелот, туку може би гледала во нозете, доле во стопалата, гледа со очи полни со солзи, го нема нашиот Господар, го нема Исус. Кажете ми, кај сте го однеле, сакаме да извршиме таа церемонија, да го помажеме неговото тело. Меѓутоа, ангелот што вели? Ево уште една слика да се подсетиме како тој изгледа. Погледнете каков светлост. Ево го каменот. Каменот е тргнат. Каменот е тргнат. Тие гледаат натре, телото на Исуса го нема. Замислете какви се мисли поминале низ нивните глави. Марија стоеше надвор и плачеше. Но рековме овој вечер дека не е грев да се плаче на гробишта. Бидејќи се одвојуваме од нашите мили драги. Ние плачеме, но не тажеме. Значи кога некој тажи цел живот тажи. Да, рековме, сме изгубили некој наш најблизок. Тоа не недостасува, ние не може да го вратиме, на жалост. Ние имаме надеж дека еден ден повторно ќе се сретнеме со нашите мили драги.
Тој е жив. Понекогаш не го гледаме ние нашиот Спасител Исус Христос. Откако го рече тоа, се обзрна и го види Исуса. Гледайте сега, каква привилегија Марија има да Исус им се лично јави. И вели, го види Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Повторно како да има перде на очите, како некоја завеса, да не го гледа лицето Исусово. Исус ја рече, жено, зошто плачеш? Кого го бараш? Мислејќи дека градинарот тамо рече, Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи и јас ќе го земам. Истина, каков разговор? Разговор кој буди надеж. За кој миг Марија ќе се освести? За кој миг то перде ќе падне пред очите на Марија? И навистина, натаму текстот вели, еве го текстот, Исус ја рече, Марија. Сега кога го спомнал името директно на Марија, Марија крева главата. И го гледа Исуса во очи. Таа се заврти и му рече, Равуни. Што значи Равуни? Учителе. Таа 3,5 години ги слушаше неговите зборови. Сега го препознава што значи учителе. Исус ја рече, не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко, туку оди при моите браќа и кажи им, и речи им, се враќам при мојот татко и вашиот Бог. Марија Магдалена отиде, им јави на учениците дека го видела Господа, дека тоа и рекол. Наистина, мислам дека ова најубавата вест што Марија добила во својот живот, да ја соопшти на своите пријатели, на учениците. Тоа е најдобрата вест. Знаете, има многу вести кои ние ги носиме, тажни, полутажни, радосни. Порано, знаете, имаше каначи за свадба. Некој роди наблизу, ќе му дадеш список и оди кани ги по селото или повикај ги по телефон, кажи им за свадба. Тоа е радосна вест, да каниш за свадба. Но сега Марија има една посебна вест, да соопшти дека Исус, учителот, е воскреснат. Дека ја победил таа стара змија. Како што рекол таму во прво Мојсеева 3:15, ке стапе на главата, сатаната го каснал Исуса, но таа змија на главата е згазната на Голготскиот крст. И замислете ова средба. Каква е таа средба? Еве ги двете жени. Исус им се јавува. Тие се пресрекни, а 3 дена биле во жалост, 3 дена плачеле. И затоа, кога разбра дека Исус е жив, нивната радост била преголема. И понатаму, и останатите жени го виделе празниот гроб. И тие се сретнале со Исус. Интересно, Исус првен им се јавува на жените. На жените им се открива. Како што рековме пред некоја вечер, кога Исус рекол дека на жената Самарјанка дека е тој учител, дека е тој Месија. За прв пат Исус кажува јавно дека е Месија. Дотогаш никој тој збор не го слушнал. И понатаму вели, а тој подоцна се јавил и на собраните ученици. Но овде сега ќе испадне мал проблем. Тома не бил во групата кога Исус се објавил. Интересно, зошто Исус се јавил во центарот или на собот? Гледате овде како уметникот го нацртал тоа. Зошто во центарот? Затоа што Исус е центар на целиот свет. Околу Исуса се врти. Да не Исуса, ние не би сега читале Библија, не би верувале во Бога, не би се надевале на нов живот, на вечен живот, затоа што Христос е центарот на се. И тој вели се објави во собата. Се било заклучено, сега се поставува прашање како Исус влегол внатре. Исус влегол затоа што е Бог. За Бога не се битни физичките закони, тие не може да го ограничат. Кога Исус бил во тело, тогаш бил ограничен. Односно, како бил Бого човек. Сега веќе прославен Исус, воскреснат, и тој се објавува во собота. Учениците не виделе дух, туку го пипнале, го допреле, се поздравиле, се прегрнале со нивниот сакан учител, 3,5 години биле со него. И сега Тома не е тука. Неговите колеги му пренеле, му рекле, Тома, пред некој ден дојде Исус и го видовме. Тома не може тоа да го свати, не може да го вметне во умот свој. Тој не сака да верува. Меѓутоа, Исус ќе му даде повторно прилика, ќе му се јави и да поверува, како што вели текстот. Благо на оние кои не гледат, а веруваат. Навистина, Тома не е тука, но после 8 дена, еве што се случува. Ајде го читаме текстот.
По 8 дни неговите ученици пак беа внатре, Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече: мир вам, шалом. Потом рече на Тома: испружи го твој. Гледате, Исус однапред веќе знаел дека Тома има проблем. Дека Тома ќе биде тој кој ќе кочи, ќе кочи веста на Христовото воскресение. Затоа му дава прилика. Потом рече: пружи го својот прст ваму и види ги моите раци. Не знам дали може да видите, ева е раката на Тома. Тука се раните или раната Христова, која била добиена од војникот кој фрлил копје да провери дали Исус е мртов. И понатом Исус му вели: ставја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тома одговори му рече: мој Господ и мој Бог. Исус му рече: поверува, зашто ме виде, блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Ние сме токму во ова категорија, во ова група. Ние не сме го видели Исуса жив, но благодарение на Христовите извештаи, на извештаите на евангелистите. Некој може би бил на Блискиот Исток, во Палестина. Ги видел тие места кај што Исус навистина се родил, Витлем, Капернаум, Витанија. Меѓутоа, тоа само географско подрачје може да го видиме. Но не може да го сетиме тој стимул како што било учениците, директно го гледале. И затоа Исус вели: благо на вас. А зборот благо значи среќни сте вие кои не сте го виделе Бога или Исуса, но верувате. И затоа верата е многу битна кај нас христијаните. Павле вели во своето послание до евреите: без вера не е можно да му се угоди на Бога. Значи потребна е вера. Ако е потребна вера во нашиот секојдневен живот, купуваме вода, купуваме млеко во продавница, купуваме храна, конзервираме или било што, и тоа го ставаме намаса и го јадиме, пиеме. Дали сте проверили дали млекото е исправно? Да нема отров внатре. Значи, имате вера. Верата е потребна во секојдневниот живот, а камоли во духовниот живот. И затоа денеска сме повикани да со вера ги следиме стапалките на Исуса Христа. Понатаму да видиме што се случува со учениците. И додека тие разговара и се запрашува, сам Исус им се приближи и одеше со нив. Ова сега една мала друга прилика, ќе ја опишам. Двајца луѓе биле во Иерусалим и тие слушнале дека Исус е растнат и дека Исус воскреснал во недела. Се враќале од Иерусалим према селото Емаус. И сега Исус им се приближува, еве го третиот, тука Исус, тие многу препознале и тие биле разочарени. Знаете кога се враќаме од гробишта? Кога сме погребали некој наш близок и ние оловни чекори имаме. Жал ни е, тешко ни е. Нешто слично го доживееле распнувањето на Исуса и овие двајца ученици. Исус им се приближува и ги прашува што разговарат. И текстот вели, Лука вели, додека разговара и се запрашува, сам Исус им се приближи и одеше со нив. И знаете веќе случката на крајот. Доаѓаат до едно селото Емаус е секако, веќе сонцето на запад и тие му велат: пријатели, остани со нас, ноќе е, опасно се патува, тоа време било опасно се патува ноќно време. Исус влегол внатре, му дале вечера, се помолил и отеднаш исчезнал. Сега Исус е Бог во тело, но може да се манифестира и видлив и невидлив. А пред воскресението тој бил во човечко тело, тој бил заробен, условно кажано, во тие физички закони. И иако во дадени моменти тој со својата божанска сила ќе прави чуда. Рековме синике како лечеше, мртв воскреснуваше и други работи правеше. Меѓутоа сега отеднаш го снема Исус. Каква привилегија имале тие двајца да разговарат со Исуса воскреснатиот. И затоа Библијата вели, драги мои, кој го има синот, што има? Има вечен живот. Дали ние го имаме Исуса Христа? Овие луѓе кои патувале од Иерусалим према селото Емаус биле разочарани зашто нивниот идол, условно кажано, нивниот Исус е мртов. И тој едно вели, па зарем ти не знаеш, веќе 3 дена како е во гробот, кој знае што ќе биде? Но како едноставно биле слепи да го видат Исуса во нивното друштво. Еве еден човек
името не е битно како се викал, имал син. Човекот бил богат, добил син и го учил синот да ја проценува вредноста на уметнички слики. Значи, тој се одевал скапи уметнички слики. Детето растело и го обучавал, го приготвувал да биде еден ден наследник на него, на таткото, кога го прашање тие слики кои биле многу скапи уметнички дела. Детето пораснало и морало да замине во војна, во војска. Бидејќи се водело војна, тој морал да отиде на фронт. И таму додека спасувал еден свој колега, отишел да го спаси таму во ровот, бил погоден смртно и умрел. Таму во ровот. Тој ранетиот војник, неговиот пријател, преживеал и како благодарност кон колегата негов, тој синот на овој човек што го видовме пред малце, го насретал ликот на својот спасител. Еве го, тоа момче кој страдало, да важи го својот живот да го спаси колегата кој бил во ровот ранет. Војната завршила и момчето кој било веќе во војна, односно кој се вратило живо и здраво дома, сакал да го пронајде таткото на ова момче и да му ја даде ова слика, бидејќи тој бил аматер, не успел некако да го нацрта. И тој уметничко дело, негово аматерско, сакал да го даде, да го врати назад на таткото. Таткото бил многу благодарен и рекол: ти благодарам и ова слика ќе биде ставена на прво место во моите слики кои ги собирав цел живот фактички. Меѓутоа, таткото стареал и дошло време кога тој ќе замине, ќе почине. Меѓутоа, оставил аманет на тоа момче. Значи, ти ќе бидеш наследник на сите мои слики, но кога ќе се врши аукција на сликите, ова слика на мојот син ќе биде ставена на прво место. Кој ќе даде цена за оваа слика, ќе ги добие сите други уметнички дела на Рембрандт, Пикасо и други многу скапи уметнички дела што тој ги набавил за време на својот живот. И замислете сега, било закажена аукција. Дошле видни луѓе да се надпреваруваат кој повеќе, знаете, кога има аукција, кој повеќе ќе даде, тогаш тој ќе ги добие. И замислите сега, еден комшија на тој стариот и на ова момче, исто така дошол на аукција да види што се случува. И кога видел ова слика, го препознал ликот на синот од стариот комшија. И кога главниот пошел да надава, кој ќе купи ова слика, ги добива сите слики. Комшијата рекол: јас давам $100. И оној главниот кој вршил аукција рекол: еднаш, два пати, три пати, продадено. И човекот ја добил ова слика на момчето и сите скапоцени уметнички дела кои биле во просторијата. Другите луѓе кои биле тука дојдени, пошел се бунат и рекле: па чекај, ние тек почнавме да се загреваме за надавање, а веќе завршила аукцијата. И тогаш главниот рекол: желбата на стариот газда беше кој ќе даде за оваа слика, прв кој ќе се јави, ги добива сите други слики на подарок. Овој пример ми подсети на текстот што го читавме пред малку. И ево уште еднаш ќе се подсетиме што овде кажува самиот Бог. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Оној кој ја добил, кој ја платил ова цена само за $100 ова слика, пред малку што ја покажавме, ги добил сите други уметнички слики. Нешто слично се случува и во нашиот духовен живот, браќи и сестри. Ако го имаме синот, имаме се. Денес има луѓе многу богати, многу имочни, познати звезди, но го немат Христа, тие се празни. Тие немат радост, тие живеат само ден на ден. Иако се преполни можеби со богатство, со средства, но го немаат синот. И ова е сведоштвото: Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Прашање за нас: го имаме ли ние синот? Го имаме ли Исуса Христа?
Не мора ланча да ставиме. Не мора да ставиме некоја слика, икона да носиме па да го докриваме. Не е тоа важно. Важно е дали Исус е во нашиот живот. Дали Исус го исполнил твојот и мојот живот. Зашто јас живеам и вие ќе живеете, кажува Исус Христос. Ако сме сокриени во Христа, нашиот живот ќе биде сокрит во Христа. И да се случи смрт, и се случи било што, рековме веќе, моето и твоето ДНК е во Бога, кај Исуса, и повторно ќе го врати твојот и мојот живот. И дошло време Исус да замине. Еве тука некаде во Витанија, тој во непосредна близина на Ерусалим, Витанија 3 километри, рековме, од Ерусалим, дошло мноштво луѓе. Пише во дела на апостолите колку луѓе дошле. Исус дали ги поведе, ги изведе до Витанија, ги подигна своите раце и ги благослови. Интересно, како што денеска аеродромите се надвор градовите, Исус може да се вознесе и од центарот на Ерусалим, но тоа не го направил. Излега од Ерусалим и тука во непосредна близина Витанија, вели, тоа било како аеродром, лансерна рампа, од каде Исус ке се повлече горе на небото. И ги изведе до Витанија, ги подигна своите раце и ги благослови. И еве што пише понатаму, и додека ги благословуваше, се одели од нив и се вознесе на небото. Имало тука десетици луѓе. Тогаш немало телефони да се јават, немало такви средства за комуникација, меѓутоа, замислете дека имало десетици луѓе и тие се вратиле дома. Тие кажа на своите фамилии, а фамилиите биле од 8 до 15 луѓе. И биле, значи, со многу деци така натаму. Тие пренеле на своите, на трети, на пети и за кратко време скоро сите разбрале дека Исус се вознел. Значи, Исус се вознел во придружба на ангелите небесни. Интересно, од местото каде што Исус се вознел, се верува, ова направена е црква. И наводно, тука има еден камен, ги стапалките, кај што стои Исус. Гледайте сега, од се прави бизнис. Значи, не е важно, но се верува дека тој камен, кај што Исус стоил, тука дори дава дарови, од тука Исус се вознел на небото. Тоа не е битно за нас. Битен е настанот. Битна е изјавата на ангелите кои сега ќе дадат. И еве што се случило. Двајца ангели, вели мажи, Лука ги опишува како мажи. И кога ги гледаа кон небото, додека ние сме на аеродром и го гледаме авионот како полека полетува, гледаме, може сликаме и отеднаш исчезнува во облаците. И вели, додека тој се вознесуваше, ете, двајца мажи во бела облека застана покрај нив. И што им кажуват? Еве го текстот понатаму. Им рекоа, мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Ово Исус, може и покажа со прст, ово Исус, кој од вас се вознесе во небото, ќе дојде така како што го видовте да оди во небото. Ова е навистина охрабрувачко за нас. И ова да не го забораваме никогаш. Како Исус ќе дојде, како што замина. Ако некој утре каже дека Исус е во Брисел дошол, или во Истанбул, во Анкара, не верувајте. Тоа е лага. Може на телевизија ќе го снимат. Сега може фотомонтажа, се да се направи. Исус ќе дојде видливо и ќе го види вели секој око и оној кој го прободува. Ајде малку при крајот да размислуваме само блиц за неколку знаци за Христовото доаѓање. Колку сме ние близко до Христовото доаѓање? Ова е контролна табела во секој автомобил постои. Ако се покажат овде жолти светла или црвени, возачот знае дека жолтото те предупредува, а црвеното е опасност. Не смеш повеќе да возиш. А жолтото ти укажува дека може да отидеш до дома или до некоја блиска работилница, механичар да го тоа поправи. Всушност, Исус воскреснал. Тој знак е исполнет, како што кажува Библијата. Меѓутоа, ајде да одиме во Матеј 24 глава и малку да прочитаме неколку текстови кои ни кажуваат во кое време ние живееме. Еве што вели Матеј. И ќе чуете гласови за војни,
Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Да, некој ќе каже имало прва светска, втора светска, балкански, многу војни во минатото, и сега се водат војни. Но овде пишува не е тоа крај. Тоа се само алармни звона, жолто светло на командната табла која ти кажува внимавај, внимавај, те предупредува. Гледаме, значи, овде символично овој часовник како минут до 12. Меѓутоа знаеме дека Бог не го мери времето како ние што го мериме. Бог нема календар како ние што имаме. Бог нема часовник како што ние имаме. Но сепак ова не предупредува. Ние кажува, затоа Матеј 24 глава треба постојано да читаме. И сега понатаму тој реди, ќе има глад, помор, земјотреси на разни места. Вистина, Библијата кажува дека ќе има епидемии. Ќе има навистина такви болести. Иако науката, медицината прогресивно со големи чекови оди напред, но за некои болести е немокна. Немокна и крива раце. Што да кажеме за светската популација? Глад има, луѓето се множат постојано. Погледнете ова табела. Светска популација, тоа денеска извадени сте податоци. Сега ќе покушам да влезам во интернет директно, да видите има во реално време веб страница кај што се ажурираат сите важни настани во Библијата, односно во овој свет. Еве само за која секунда ќе влеземе и ќе видите како тоа се врти и убаво ова се гледаме во живо. На жалост не може да го видиме тоа. Не знам. Добро, ништо. Ова веб страница да си ја прибележите, само да го кренеме. Ова веб страница запишете си ја и дома проверите постојано. Ке видите, таа бројка се врти, овие бројки се вртат нон-стоп. Како се дават податоци, значи сите држави и таа бројка се менува. Сега моментално имаме 8 милиарди 195 милиона жители. Родени ова година, до денеска. Родени денес, починале ова година, починале денес. И сега таа бројка оди надолу. Колку вода се троши, колку луѓе ќе си легнат гладни, колку луѓе немаат питка вода за пиење. Таа табела е многу интересна. Значи, на српски може да читате и да ги пратите тие податоци кои постојано се вртат. Укажува дека ние навистина одиме при крајот. Одиме при крајот, при завршницата на оваа земја. Сега да ги повторувам тие бројки, колку луѓе сега додека ние зборуваме ќе умрат од глад. Колку деца ќе починат. А понекогаш нашите деца, па ние самите, не го сакам ова, не го сакам она, сакам нешто трето, мислам кога во прашање храна. Меѓутоа, да ги прашаме тие кои вечера ќе се легнат без вечера. Или ќе станат наутро без поедок. Ајде да кажем нешто за земјотресите. Имало и порано земјотреси, но во последните години или децении 10 пати се зголеми бројот на земјотресите. Постојано некој рекол земјата како пиен човек. Ностоп се тресе. Сега имаме тие апарати, измислили луѓето да ги регистрират и мал потрес. Да не зборуваме за Турција, која беше пред година-две. Ностоп земјата се треси. Пред некој година знаете што се случи во Јапонија. Јапонците се доста прецизни и при самото градење. Тие кога градат земјотресот да издржи зградата 8, 9 до 11 овие степени. Се мисли на оние нуклеарни централи кои ги имат, бидејќи ако таа централа падне и се сруши, цел свет може да го загрози. Дури таму имаше опасност и цел свет беше уплашен што ќе се случи ако навистина некој радиатор пукне. И знаете, тука е морето, океаните и водата, рибите, секи се затрова, а луѓето се хранат. Значи, живееме во ова време. Тоа е жолто светло кое светли, но наскоро ќе престане жолтото, ќе се запали црвеното. Страв. Кој од нас не се плаши? И ќе има знаци, вели Исус. Лука го запиша. На сонцето, на месечината, над звездите, а на земјата народите ќе бидат опфатени од страв и збунетост. Од бучењето и од морските бранови. Луѓето ќе премираат од страв. Ете, човек кога умира од страв, тоа е тешка смрт. Од страв. Целиот се тресе.
Не може да го смири ништо. Овие луѓето ќе умираат од страв, од исчекувањето на она што ќе го снајде светот, зашто небесните сили ќе се затресат. Меѓутоа, понатаму, Исус прави една споредба наше време со времето на Ное. Предпотопниот свет. Предпотопните жители ќе бидат или ние ќе бидеме слични со нив. Ако Бог решил тогаш, отприлike имало исто толку милиарди, 7 до 8 милиарди пред потопот, да ја опере земјата тогаш, да ја исчисли, да ја измие, што сега нема да направи Бог слично, но не со вода, туку со што? Со оган. Нажалост, тоа е. И затоа, како во Ноевите денови, така ќе биде и при доаѓањето на човечкиот син. Како во деновите пред потопот јаде и пие, не е грев да јадеме, умерено, и да знаеме што да јадеме. Бог ни дал рецепти, правило. Трета книга Моисеја, 11 глава, таму се дадени тие рецепти што треба да јадеме, што треба да пиеме. Не е грев да се жениме, не е грев да градиме куќи, мора да живееме некаде. Не е грев црква да правиме, мора да собираме. Но да не ме врзува тоа толку, како што жената на Лот била толку врзана, што мора се сврти назад и го прекршила таа Божја заповед, да не се свртуваат назад, туку да гледаат до ригот да отидат, зашто таму е нивното избавување. Се жени и мажи, не е грев. Но ако ние се претвориме само во стомаци, јадеме и пиеме, ждереме, што велат браќата Срби, тоа е опасност. До денот вели кога Ное влезе во ковчегот, 120 години тој проповедал, 120 години. Одмамнувале со рака и го правиле дека е пијан, дека е стар и нешто не во ред со него. И не знаја додека не дојде потопот. Што тоа не знаја? Неосетно тоа, така дојде брзо. Додека не дојде потопот и однесе се. Кој бил во право? Стариот Ное, што бил само гласноговорник Божи, што ја пренесувал Божјата порака. И понатаму вели, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Ние живееме, почитувани, токму во ова време, кога моралноста кај луѓето паднала на ниско ниво. Библијата вели, човек ќе се жени за жена, жена за маж ќе се омаши. А денеска се испревртено. Тие вредности библиски ѓавол сака да ги испреврати. Да луѓето се збунаат. Едноставно, тоа е предвидено во Библијата, но Бог тоа го осудил многу одамна. Но што ќе се случи? Отстапување од Евангелието. Некои ќе го прифатат Евангелието, тоа е радосна вест, а ќе се појават и лажни христосидени текстот. Лажни пророци, па ќе прават големи знаци и чуда, за да ги заблудат, ако е можно, и избраните. Гледате овде нова фотографија лево, ставив еден апарат, има и мали апарати, може да ги набавите, за пронаоѓање кои новчаници, кои пари се лажни. Немам сега да покажам. Значи, парата, новчаницата, има свој белези внатре. Банкарите, кои работат со пари, тие не учат да дознаат кои се фалсификат пари. Туку што прават? Што учат? Оригиналите ги учат. Да ги опипат, да ги помирисат, на око да ги гледат, и тие се обучени да препознаат и без апарат дали ти ми носиш $100 фалц или вистински. За нас апаратот за препознавање на правата религија е Библијата. Денеска сите проповедат, интернет е полн со проповеди. Полн со проповеди, нема да ги слушате за цел живот. Меѓутоа, ајде тоа што го слушаме да го поминеме низ призмата на Библијата. Дали Библијата ќе каже да, тоа е во право или ова не е добро. Ова е фалсификат. Гледате, ако човекот пронашол апарат, сте видели у банка како ги стават паричниците кои ќе ги донесете? Тамо доле има и така ги стави. Ако е фалс, тешко на вас. Ке притисне копче и секурити чуварот тука на вратата ќе ја затвори и ќе ве приведе. Ќе дојде полиција. Но, секако Бог не праќа полиција кој ние учиме лажна наука. Но гревот, јас ќе го понесам, ако вас звучам нешто лажно. И затоа, гледате, се што ние проповедаме за оваа серија, се го подкрепуваме со библиски текстови. Сами проверете дома дали тоа е вистина или не. Последниот знак кој денеска е во оптек е проповедање на Евангелието по целиот свет.
И ова евангелие, кој е? Ова радосна вест, вели Мати, ќе се проповеда по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. Да, денеска има интернет, денеска има мобилни, денеска има радиофреквенции кои зрачат. И од тука зрачеби во Бугарија го гледат и слушат. Но знаете, има држави кои тоа го ограничуваат. Ако вие отидете во Прешево и сигналот од Македонија ќе го немате на мобилниот, зашто дотаму зрачи. Така да, ѓавот нашол модус да ги спречи луѓето да не слушат. Например, во Кина, сега и таму веќе демократија доаѓа, или во Северна Кореја, кај што ако те најдат со Библија в рака, готов си. Доскоро тоа беше и во Кина. Ти има црвена Библија, Мао Цинг и останатите тие нивни водачи има своја Библија кои луѓето мора да ја учат. Мислам на Библијата за комунистите, но како е де, ние живееме во ова време кога евангелието се проповеда по целиот свет. И затоа, дали сме вечерва подготвени да ги препознаеме вистинските знаци. Едно момче било во војна. Често пати добивал писма од непозната жена, од неговото родно место. Таа била жена христијанка и му пишувала текстови од Библијата, постојано го храбрила да издржи таму на бојното поле. И така, во една прилика добил писмо во која жената му напишала, го припишала 23-тиот псалом и еве што тој читал. И да поминам из долината на сенката, на смртната сенка, нема да се плашам од злото. Бидејќи ти си со мене, твојот стап или твојата палка ме утешуваат. И така на том. Читал постојано писма, кои жената му ги праќала и тој се храбрил да остане пред се физички и умствено здрав. Знаете, во војска, ако немаш подршка во војна, то може да биде штетно за здравјето на војникот. Војната завршила, момчето станало живо и сега си поставил прашање, кој ќе се вратам назад, сакам да ја запознам таа Господја, која ме храбреше, која ме тешеше во тие тешки моменти, додека бев во рововите. Напишал писмо и добил потврден одговор. Се јавила жената повторно со писмо и рекла: ќе дојдам таму на тоа место на плоштадот. Ќе носам црвена роза на мојот фустан. И тоа бил договор. И замислите сега, доаѓа тука кај железничката станица, жената требало да дојде, чека се нетрпение, знаете кога некој го чекаме, а сакаме да го запознаеме, до тогаш не се познавале, отеднаш се појавила една млада господја. Од позади кога ја гледал, тој си ја замислувал таа девојка. Бидејќи тој маштал, цело време размислувал дека таа е убава, млада девојка и гледал дали има роза на реверот од фустанот. Цел ден чекал. Значи, цел ден чекал на станицата да дојде возот. Имал трема, секако. Тоа била прва средба. И кога се приближил до таа млада особа, сакајќи да допре, да ја каже дека тој е тука, кога видел на реверот бела роза. Значи, не била таа жена, таа девојка што тој ја чека. Поминало неколку минути, се покажала на друга господја, постара некаде околу 60 години. И навистина на реверот таа имала црвена роза. И сега сакал полека да ја се приближи и да ја праша: Господјо, би сакал да ве поканам во овој близок ресторан да ви се заблагодарам за благородното дело што го правевте за мене. Во ред, млад човеко, рекла жената. Младиот човек понатаму рекол: ве молам, прифатете ја мојата неискрена благодарност за оно што го правевте за мене. Твоите писма ми го спасија животот. Од каде знаевте такви зборови да пишувате и да ме тешете? А таа постара господја му возвратила: младичу, не знам зашто зборуваш. Не знам ништо за тоа, за какви писма. Но во возот додека патував со една убава девојка, која ме замоли да ја закачам ова црвена роза на мојот фустан. И дека ако ми придеш, да ти кажам дека таа те чека во другиот ресторан. Таа ги пишуваше, таа ги пишувала писмата.
И наистина, момчето отишол во другиот ресторан и таму видел како седи една госпоѓа млада. И таа била средична средба. Подосна, овој пример вели, во овој пример се вели момчето ја оженил таа девојка и биле во брак. Што е поентата? Знакот. Знакот на што? Црвената роза. Дали ние го пратиме знакот? Дали ги пратиме знаците, драги мои? Или се поведуваме по некои лажни знаци? Или одиме во бунери да цепиме вода кој немаат вода, вели? Луѓето одат кај избушени бунери, така пишува пророкот. Ајде од вечерва да ги пратиме знаците. Знакот е многу важен, ќе не однесе до вистинската адреса. Ако ги пратиме овие знаци во Светото писмо, нема да бидеме изненадени, нема да бидеме уплашени, туку ќе бидеме подготвени како ова момче што биде подготвено. И упатил покана на ова млада девојка да бидат во брак и тие биле среќни и радосни. И затоа Библијата вели кога Исус ќе дојде ќе има само две групи на луѓе. Не повеќе, само две групи на луѓе. Еве што вели текстот. И земните цареви, и големците, и војсководците, и богатите, и силниците, и секој роб, и секој слободник се сокрија во пештерите и по горските камењари, велејќи на горите на карпите, паднете врз нас и скријте не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Гледате, Јован тоа го гледа во видение, бил на островот Патмос. Бог тоа му го открива, дека во последно време ќе има само две категории на луѓе. Едни кои ќе велат и ќе се молат на камењата, на планините, а нема да паднат планините. Верувате, нема да паднат ниту горите. Ниту тие ќе бидат убиени со тие камења. Тие мора да го видат лично они кои го презирале, кои обменувале со рака за време на животот. Тие мора да го видат овој настан. Овде се луѓето, но едни ќе гледаат и ќе се молат на планините да бидат убиени, да паднат планините. А другата група, радосна група и спасени, што ќе велат, и ќе се рече во оној ден, ете, ово е нашиот Бог, во Него се надевавме, Тој не спаси, да му ускикнуваме и да се веселиме на Неговото име. Во која група сакаш да бидеш? Јас сакам да бидам во ова група. Она група која со расширени раце ќе кажат, еве го нашиот Бог, еве го нашиот Исус, за кој вредеше и да страдаме, за кој вредеше да ги поминеме сите Божи стапалки, пред да влеземе во базенот да се крстиме, зашто тоа го бара Бог од нас. Ако сакаме да бидеме во оваа група, мора да поминеме низ тој воден гроб. Крштевањето се нарекува воден гроб. Значи, тоа Исус го направи, ни дал пример, возрастни, тоа да го направиме. Како што читавме пред малку, кој го има синот, што има тој? Има вечен живот. И сосема на крај за ова вечер, драги пријатели, да го споменеме филозофот Кергегор. Тешко се изговора, но ете тој човек постоел. Тој вели во едно свој извештај дека овие птиците патуваат во стил на буквата В латиница. Гледате како патуваат. Тоа не е случајно. Не е случајно, ако некој од нив се замори, тие си помагаат еден на друг. Се гледаат, си помагаат. Но една од тие гуски паднала долу. Паднала во едно село и едноставно се нашла во една фарма на кокошки и на гуски. И замислите, еве, таа е тука, живее, крилото и се скршило, тоа забравив да го кажам, и се скршило крилото и не можело да лети, паднала долу. Поминале месеци, крилото се зацелило, таа повторно можела да лета, меѓутоа била трома, но сепак јадела она што јаделе кокошките. Пиела вода како и другите што пету и кокошки биле внатре. Поминала година дена, значи следната година, дивите гуски повторно летеле во таа област. Повторно поминувале низ тоа подречје. Гуската доле го слушнала гласот, се присетила дека и таа некојаш била горе. И пошла да мафта со крилата и ги стигнала, ги стасала. И таа почнала да лета со нив. Меѓутоа не поминува многу време, почнала да размислува дека сепак долу било подобро.
ниту се мачела, имала вода, имала храна, таа се заедначила со кокошките. А она дива гуска горе треба да биде на небото. Меѓутоа си рекла, ќе се спуштам пак долу. И за која минута ја наоѓаме во кокошарникот повторно. Ги реширила крилата и доле се спуштила. Колко е заморно и исцрпувачки ова. Беше поубаво долу, меѓу кокошките. И одеднаш се слетила и се нашла долу меѓу своите кокошки и петлови. Се задоволила со нешто што е врзувало на земјата. И сега да ве прашам, драги присутни, каде е нашето место? Меѓу кокошките или горе меѓу дивите гуски? Секако тоа го зборам символично. Но многу луѓе денес гледат само долу. Долу се врзува за тие земни, помиливи работи. Знаеме дека ништо не носиме горе. Мислам на гробиштата. Секој од нас ќе биде однесен до некој друг. Меѓутоа само ќе го понесеме нашиот карактер. Сето друго ќе остане. Да не се задоволуваме со просо, со пшеница, со трици и со некоја храна што ја фрлат домакините, како што кокошките се задоволуваат. Нашето место е горе, да се вивнеме во облаците, кога ќе дојде Исус, тој ќе не понесе горе да бидеме за секојаш со него. И затоа филозофот Крегегор еве што вели: се задоволила со она што ја врзувало за земјата. Значи гуската се задоволила со она што ја врзувала за земјата, а можела да отиде со своите пријателки или пријатели и да отиде на југ, во топлите краеви. Дали ние ќе останеме тука на север, во ова студенило, кај што има болести, кај што има проблеми, кај што има сиромаштво, кај што има глад и кај што има смрт, или ќе се насочиме кон исток? Библијата вели дека Исус ќе дојде од исток. Од исток ќе дојде. И затоа кога ги погребуваат покојните, како е свртен гробот? Приметите, кон исток се свртени. Тоа е непишано правило. Чудна работа. Јас сум бил и други држави кај што луѓе погребуваат. Сите се свртени према исток. Тоа е во подсвеста на човекот, дека надежта наша од исток. Од таму ќе се појави Исус Христос и ќе рече, како што пишува Павле во Солуњаните, ангелите со небесни труби ќе свираат и на тој знак ќе станат сите кои заспале со вера во Господа. Господа ни помогне, драги пријатели. Уште малку време. Уште малку, мощне малку. И оној кој доаѓа ќе дојде и нема да забави. Нема Бог да излаже. Исус нема да излаже да се предомисли. Ние понекој се предомисливаме, па сега имаме мобилни, па се јавуваме, извини, не може да дојдам. А замислете при теј сега кога немаш телефони. Си заказал средба и човек те чека. Не можеш да му откажеш. Исус знае да биде точен. А мојот правилник ќе живее од вера. И затоа е потребна вера. Кога чекаме со вера. Ако ли се повлече, мојата душа нема да благоволи во него. А ние не сме од оние кои се повлекуваат за погибел, туку оние кои веруваат за спасение на душата. Не сме ние таа гуска да вратиме назад, да се вратиме назад во погибел. Таму во кокошарникот да се вратиме. Нашето живеалиште не е овде, драги мои. Павле вели, нашето живеалиште не е овде. Ние сме овде гости. Еј сега уште која минута ќе заминеме дома. Меѓутоа, нека Господ не благослови, нека ни помогне да се најдеме во една група на спасените и да кажеме, еве го нашиот Господ кого чекавме. Нека Господ не благослови сите. Амин.